Демократот Џон Фетерман забележа победа во тесната трка со познатиот лекар Мехмет Ос, кој беше поддржан од поранешниот претседател Доналд Трамп. Фетерман, кој инаку закрепнува од мозочен удар, им се заблагодари на своите поддржувачи за нивните напори. And tonight, that's why I'll be the next U.S. Senator from Pennsylvania. Писателот и капиталист Джей Ди Венс, поддржан од Трамп, освои место во Сенатот во Охајо пред демократот Тим Рајан. Демократот од Пенсилванија, Џош Шапиро, пак седна на гувернерското место пред кандидатот поддржан од Трамп, Даг Мастријано. Демократската сенаторка од Њу Хемшир, Меги Хасан, се избори со предизвикот од Дон Болдук, поддржан од Трамп, кој го призна поразот во вторникот. And I'm honored to have had the opportunity to represent the Republican Party in the U.S. Senate race here in New Hampshire. Гретчен Витмер беше избрана за гувернерка на Мичиген, победувајќи го републиканецот Тудор Диксон, поддржан од Трамп. This victory reminds us all that our governor's office does not belong to any person or political party. It belongs to all of us. Меѓу оние што се враќаат во Конгресот се сојузничката на Трамп и конзервативката Марџори Тајлор Грин, представничка од Џорџија, и уште еден сојузник на Трамп, сенаторот Рон Џонсон од Висконсин. Меѓу оние што не се вратија се конгресменката Лиз Чейни од Вајоминг, која одигра централна улога на сослушувањето на 6 јануари, на кои се испитуваше улогата на Трамп за нападот во Конгресот во 2021 година. Чейни беше победена на републиканските прелиминарни избори од лојалистката на Трамп, Хариет Хегеман, која победи на општите избори. Се уште нерешена е трката за гувернер на Аризона меѓу Кари Лейк, поддржан од Трамп, и демократката Кейти Хопс. Трката за Сенатот во Аризона меѓу Блейк Мастерс, поддржан од Трамп, и актуелниот демократ Марк Кели. Неопределена и трката за Сенатот на Џорџија меѓу актуелниот претседател Рафаел Ворнок и неговиот противкандидат Хершел Вокер, поддржан од Трамп. Пребројувањето на гласовите ќе го одреди составот на Конгресот и идната насока на двете партии. Омилените кандидати на Трамп се чини потврлија на денот на конгресните избори, за која Трамп веруваше дека победата на републиканците ќе послужи како лансирно поле за неговата претседателска кампања во 2024 година. Најава која Трамп се очекува да објави следната недела, поточно на 15 ноември, како што кажа самиот тој. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски во Вашингтон.